Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува Сашко Кедев, кардиолог и искачувач на големи височини. Господине Кедев, 2024 година ви беше најинтензивна, со оглед дека искачивте голем број на врвови, Лоце, Макалу, Шишанпагма. Што друго беше дел од оваа година? Најпрво оваа година ја почнав со повторниот обид на Шишанпагма на пролет и се спремавме да одиме на Шишанпагма, меѓутоа кинеските власти не ја отворија планината и затоа алтернативно продолживме во Непал, прво на Макалу, па на Лоце, потоа бевме на Макалу и Лоце успеавме да ги искачиме со нашата експедиција. На Канченчунга не успеавме, имаше лоши временски услови и следен беше Гашербрум 2 во Пакистан. Тоа беше во јули месец, на 22 јули се искачивме нашата група на Гашербрум 2 и СНВ беше искачувањето на Шишанпагма. Значи 4 врва над 8000 метри во 2024. Искачивте вкупно 12 врвови над 8000 метри, со што ви остануваат 2 да ги заокружите сите во светот повисоки над 8000 метри. Кога планирате да го остварите овој подвиг? 14 врва се над 8000 метри, добро кажавте 12 ги имам качено, останувато уште 2. Тоа е Канченчунга во Непал и Гашербрум 1 во Пакистан. На овие 2 врва имам до сега неуспешни обиди. Канченчунга на 2 пати не успеавме и ова година нема време да продолжам после искачувањето на Гашербрум 2 на така наречениот G1, поради недостаток на време. Имав професионални обравски во Индија, во Нью Делхи и морав да ја прекинам таа експедиција. 2025 можеби, ако се собере експедицијата и нашата група на пролет 2025 би пробале на Канченчунга и потоа на Гашербрум 1, меѓутоа се зависи и од временски услови, и од дозволи, и од собирање на соодветна група. Со тоа ќе влезете во историјата со искачени сите највисоки континентални врвови. Значи, проектот 7 врва, јас го заврши 2010-та. Тоа е секој највисок врв на секој континент. Тоа е така наречениот Seven Summit проект. Тој го заврши 2010-та. А ова е 14 врва или 14 Peaks проект. Тоа е сите 14 врва над 8000 метри. И меѓутоа, веднаш да ви кажам, тоа не ми е обсесија, ниту посебен приоритет да ги искачам сите 14 врва. Дури на некој начин и сум среќен што ми остануват уште 2. Ако успеавме минатата година, 2024 на Канченчунга и Гашербрум 1, најверојатно не би го правеле овој муабет. Меѓутоа, големо е задоволството кога има предизвик. И во предизвикот е задоволството. Како го издржувате сето ова психофизички, бидејќи ги искачувате највисоките врвови, а истовремено сте кардиолог, што исто така е професија која бара сериозни напори? Искачувањето на големите височини е пред се со белите дробови и со умот. Белите дробови ни овозможуваат соодветна оксигенација на организмот, а умот е така наречената движечка сила што ни искачува. И поврзаноста со професијата е ризиците. Во нашата професија на дневна основа ние се соочуваме со ризик од смрт и живееме со тој ризик. На големите височини се соочуваме исто со ризик, меѓутоа од сопствена смрт. И тука ја е најдов допирната точка помеѓу искачувањето на големите височини и интервентната кардиологија, што е моја професија. На големите височини работите брзо се менуваат. Како се издржува временска неприлика во тие ситуации или пак таа физичка истрошеност кога доаѓа на тие височини? Кога одиме на така наречениот summit push, значи на искачување, последниот чекор кон врвот, е буквално како да влегуваме во битка, во војна. И не знаеме дали ќе се вратиме живи или не. И за време на тој чин на искачување при последниот напор, ние се соочуваме со смртта. Гледаме околу нас многу често мртви тела, на некои што биле како нас, некои дури сме ги познавале од претходни експедиции
И тоа е едно посебно чувство што ни ја враќа свесноста. Според мене, најголемиот бенефит во ова активност е подигнувањето на свесноста. Ние многу често животот го преспиваме и го живееме млако, раскомотени во зоната на комфорот, и одеднаш кога ќе се случи нешто многу ризично или стресовито, тогаш се разбудуваме на некој начин. Престојот на големите височини, посебно во зоната на смртта, ни овозможува да ги изостриме сетивата и да ја подигнеме свесноста. Бидејќи суштината во животот е свесноста. Што се случува во зоната на смртта? Страв, возбуда, како можете тоа да го опишете? Тоа е навеќе над скоро до 8000 метри кога доаѓате. Тоа е многу тешко со зборови да се опише. Со зборови е многу тешко да ги опишеме тие чувства, како и што би можеле многу тешко со зборови да окарактеризираме некои работи, што ги перципираме со нашите сензитивни чувства. Би можел вака индиректно да посочам соочувањето со ризичната состојба ја буди нашата многу силна енергија што имаме сите внатре. Значи, ние во нас имаме една огромна енергија која што на некој начин е тука и се активира во ризична ситуација. Значи, јас тоа сум го осетил во состојби на екстремен ризик, опасност, манифестација на таа енергија и користење на таа енергија. И таа енергија многу пати ми го спасила животот. Ви помага ли тоа што сте лекар по професија во овие моменти да детектирате одредени ситуации на телото, полесно да се справите со тие ситуации? Најголема опасност и ризик во зоната на смртта од медицински аспект е развојот на белодробен едем или мозочен едем. Тоа се ургентни состојби во медицината што ги гледаме ние во нашата секојдневна пракса кај нашите пациенти. Меѓутоа, на големите височини во зоната на смртта, нашиот организам биолошки не е спремен да се справува во таа средина. И од тие причини, на последниот обид кон врвот, јас обично користам дополнителен кислород. Значи, тој го намалува ризикот од овие две акутни состојби. При моето прво искачување на Еверест, значи над 8000 пред 15 години, јас добив суспекција на развој на белодробен оток. И сметав дека имам белодробен оток, бидејќи ден претходно еден од нашите шерпаси почина поради развој на мозочен едем. И почина. Кога ги почувствував тие симптоми, јас се палпирав како лекар, немав стетоскоп, меѓутоа сватив дека тоа се симптоми на цревна исхемија, цревна хипоксија. Значи, недоволна оксигенација на гастроинтестиналниот систем, што мене ми личеше како развој на белодробен едем. И на некој начин помага медицинскиот бекграунд во вакви состојби, меѓутоа пред се е мотивацијата. Во овие состојби клучна е мотивацијата. Вие во 2009 спомнавте дека го искачивте највисокиот врв во светот, Монт Еверест, од аспект на опремата за искачување. На колку време ја менувате за овие подвизи и колку е разлика пред 15 години до опремата што ја користите сега? Опремата нема некоја сигнификантна разлика од тогаш и сега. За мене единствена значајност што се собрав 1 до 2 броја помалку. Значи, сега сум 1 до 2 броја помалку. Мојот даунсут беше large на Еверест, а сега е small. Значи, генерално со иста опрема ги искачивте сите 12 врвови над 8000 метри? Со мали промени. Со мали промени во однос на големината на облеката. Дали е исто чувството пред 15 години кога го качивте Монт Еверест и сега кога ги искачувате овие врвови? Имате ли време на таа височина да се израдувате, освен сликањето, или радоста доаѓа кога ќе се симнете во базниот логор, кога доаѓаат и честитките? Чувството е различно, бидејќи после Еверест јас имав 12 години пауза на големите височини. Тогаш имав други приоритети, нема време за долги експедиции и одев само на
западноевропските Алпи на алпинистички искачувања, кратки искачувања. Меѓутоа 2021 после всушност се уште пандемијата беше на крај, тогаш се пробав на Манаслу и тоа беше мојата интенција да видам дали биолошки после 12 години се уште можам да се искачам на врв над 8000 метри. Разликата од Еверест и овие останати врвови е во тоа што на Еверест има сериозна логистичка поддршка. Значи Еверест и Лоце, кај кој што се користи заеднички базен камп, има околу 1000 луѓе. Значи многу шерпаси, има дотурна опрема, возможна е евакуација со хеликоптер, се фиксираат јажењата многу предвидливо. За разлика од Еверест и Лоце, на останатите врвови над 8000 метри, логистичката поддршка е многу мала. Например, на Анапурна, на Нанга Парбат, на К2, бевме многу помалку луѓе отколку на овие врвови и тука доаѓа до израз јачината на тимот и компатибилноста на тимот. Во овие експедиции, секоја сериозна група врши висока селекција на луѓето што ги носи таму. Бидејќи еден недобро трениран член на таа експедиција може да го загрози животот и на останатите, меѓутоа и на шерпасите. Радувањето горе има време да се израдувате малку? Да, ова е многу интересно. Никој не ме прашал за ова, меѓутоа многу добра забелешка. Бидејќи на Еверест прв пат кога се качив тие 30 минути, јас буквално немав појма дали сонувам или е реалност. За прв пат бев во зоната на смртта над 8000 метри и ми требаше половина час да сватам зошто треба да се симнуваме долу. Значи бев комплетно надвор од реалноста. Тоа чувство го надминав на последниве искачувања и сега можам повеќе свесност да внесам во тој процес. Инаку чувството е секогаш има заеднички карактеристики, секогаш во зоната на смртта. Како што се вели, секоја планина има своја тежина. Можете ли да издвоите нешто што беше екстремно тешко за искачување? Кога се симнував од Еверест, сметав дека тоа е најтешкото. Значи ми требаше повеќе од час и половина од предворието на шаторот да влезам во шаторот. Значи толку бев истошен и мислев дека тоа е најтешко. Кога бев на К2, К2 е една од најтешките планини за искачување над 8000 метри, сметав дека симнувањето од К2 е најтешкото. Кога бев на Анапурна, следната година после К2, тоа беше најдолгиот сами деј кога искачивме над 2000 метри висинска разлика во еден обид и тоа беше екстремно тешко, бидејќи повеќе од 24 часа траеше искачувањето и симнувањето и тоа сметав дека Анапурна е најтешкото. Меѓутоа потоа следуваше Нанга Парбат во Пакистан или планината Убиец, која што има однесено најмногу човечки животи до сега. Искачувањето на Киншофер Wall, тие 3 дела, степ 1, 2 и 3, е дефинитивно најтешкото нешто што сум го поминал на овие височини и не случајно на тоа искачување имаше многу искусни и алпинисти, меѓу кои беше една девојка од Зермат, Сузан, која што беше мој гајд на едно искачување на Алпите, која што за жал се искачи на Нанга Парбат, меѓутоа на симнувањето доби тешки смрзнотини и со месеци помина во болниците во Швајцарија со одредени ампутации. Кога ќе видите професионални алпинисти како страдаат на овие височини и кога ќе се соочите со тие ризици, може да ја заклучите сериозноста на овие потфати. Или сумарно кажано, до сега, од овие 12 искачувања, најтешко беше Нанга Парбат, следено со Анапурна и потоа К2. Тие се 3 до сега, според мене, најтешки искачувања. Кога бевте на Манаслу, дали го искачивте тој највисок врв, бидејќи има еден дел што е екстремно тежок и што е недостапен? Какво беше вашето искачување? Да, тоа беше една од главните мотивации да одам на Манаслу, бидејќи од одма ние тргнавме на вистинскиот врв. До тогаш, до 2021 година, само 15 луѓе се имаа качено на вистинскиот врв. Сите останати
го има искачено така наречениот лажен врв. И нашиот лидер Минг Маджи имаше многу добра стратегија и всушност ние бевме првата група после 45 години што се качи на вистинскиот врв. И после тоа легендарно искачување на Imagine Nepal и групата што бев дел од таа група, после тоа се воспостави критериумот на искачување на вистински врвови. Сега имаме многу по-ригорозна контрола кој докаде има стигнато. И сметам дека Imagine Nepal и Минг Маджи дадоа многу сигнификантен допринос во искачувањето на големи височини со окарактеризувањето на вистинските врвови. Дали за се тоа добивате некаква поддршка од федерацијата? И под кои критериуми се дава помош? Дали сте запознаени со тоа? Значи, ова е исто добро прашање. До сега воопшто немам никаква поддршка, ниту пак сум побарал поддршка. И лично сметам дека тука треба да се сменат работите и некој треба да направи контрола. Што се финансира и како се финансира? И кој се финансира по кои критериуми? Лично сметам дека федерацијата треба да поддржува млади луѓе на правенствени искачувања. Бидејќи имаме многу млади, спремни и алпинисти и планинари кои што треба да ги охрабриме и да им помогнеме да се искачат на некои правенствени насоки и некои тешки насоки што не се досега искачени. Суштината е да одиме на тоа нешто што не сме постигнале, да го постигнеме и како нација и како национална федерација. Од кога ќе ги искачите сите 14 врвови, ако ги искачите, дали имате следна цел? Дали може алпинизмот ќе ви биде некоја следна цел? Овде би го реафирмирал ставот дека во животот, ако одиме по целта, ако целта ни е приоритет, кога ќе ја постигнеме таа цел, осеќаме голема празнина. Меѓутоа, ако го најдеме патот во животот, тогаш за цело време ја носиме целта со нас. Јас го живеам овој процес и уживам во процесот и не ми е никаква ни обсесија, ниту приоритет 14 врва. Бидејќи знам многу, неколку всушност искачувачи на големи височини и познати алпинисти, што ги искачија пред неколку години 14 врва на Шишан Пагма, 7 луѓе им беше последен врв, со сите се знам многу добро и морам да ви кажам дека кај тие луѓе сега се осеќам на празнина. Што понатаму? Според мене треба во животот да го најдеме патот, кога ќе го најдеме патот, ја носиме целта за секогаш со нас. И што мислите за овие искачувачи на големи височини што искачуваат, например, имаме Кристин Харила, жената од Норвешка, што искачи во 3 месеци ги искачуваат највисоките врвови, сите 14 врвови. Нирмал Пурија беше човекот од Непал што го направи истото. Што мислите за вакво искачување на толку големи височини за толку кратко време? Тие двајцата се мои познаници и пријатели, би можел да кажам дека со Нимс се ослуваме како брату, значи со него имаме качено заедно 7 врва од над 8000 метри. Има некоја коинциденција, бидејќи јас не одам со неговата група, меѓутоа секако многу често се погодуваме заедно на врвот. Нимс даде историска димензија во овој спорт. Со првиот рекорд и на искачување на сите врвови во рекорден број и понатаму продолжи со тоа што искачи 50 пати се искачи над 8000 метри. И на Шишан Пагма го заокружи тој проект со најбрзо искачување на сите 14 врва без кислород. И тоа беше за отприлика 2 години. Кај Кристин Харила, кој што исто познаничка, се среќаваме многу често и на Шишан Пагма, бевме заедно, ја осеќам таа празнина. Значи, кај Кристин се осеќа една празнина, бидејќи таа е во моментот го држи светскиот рекорд на најбрзо искачување на сите 14 врва, меѓутоа имам чувство дека не може да се најде. Она беше на Шишан Пагма, меѓутоа без некоја посебна цел. Беше на Шишан Пагма во обид да го најдат телото на низиниот шерпа, што и помогна во овој рекорд, а загина на Шишан Пагма минатата година. Јас бев сведок на тој инцидент и тогаш не успеавме. И сега Кристин Харила беше повторно на Шишан Пагма, се качи, меѓутоа кај неа се гледа на празнина. А кај Нимс се приметува дека има континуирано
една животна сила и мотивација, чиста мотивација за прогрес и импакт на останатите. Влијание на останатите луѓе во позитивна насока. Каде гледате дека извира кај вас оваа мотивација за вакви подвизи, дека истовремено сте кардиолог? Можете ли да детектирате од каде извира оваа мотивација за да се постигнат вакви резултати во овој спорт? Чистата мотивација е основа на се во животот. Ако во животот имаме чиста мотивација за се што работиме, вие како новинар, ако имате чиста мотивација во вашата професија, ќе најдете задоволство и ќе бидете успешен човек. Ако има странични калкулации, математики, сметајќи ја вашата професија како stepping stone за нешто следно, ако не е умот чист, тогаш нема да има успех. Мојата перцепција и сваќање дека ако пристапиме со чиста мотивација на се во животот, природата ќе ни врати многу позитивно. Господине Кедев, ви благодарам за интервјуто. Благодарам, ми беше задоволство. Почитувани, го следавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.